Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата за земјоделците Аграр. Еве се наоѓаме во Кочанскиот регион, а бело символика на она што е карактеристично и е синоним за овој крај, тоа е белиот ориз, односно оризовата арпа. Се подготвуваат земјоделците за реализација на пролетната сеидба, која што се надеваат дека годинава ќе биде навреме, за разлика од минатата, кога имаше и големи проблеми, дека ќе се посе, а тоа го кажуваат и од водостопанство, каде што во Калиманци има доволно вода, но и површините треба да бидат изорани. 3600 хектари во Кочанскиот регион, плюс 600 во останатите се спремаат за оризовата арпа, но секако и другите култури ќе бидат застапени и ветуваат, имајќи во предвид дека има вода, но не знаат што ќе се случува со временските услови, дека ќе има навреме и за останатите култури и дека за прв пат, после подолг период, и левиот канал ќе профункционира, кој што оди до Штипскиот регион. Во секој случај, земјоделците се задоволни од ова што се случува, може да се реализира, но напоменуваат дека трошоците постојано се зголемуваат, цената на нафтата, цената на ѓубривата која што сега е зголемена и за 50%, сето тоа ја отежнува реализацијата и бараат помош од државата. Оризопроизводството го продолжува своето обстојување во Кочанскиот регион и покрај многуте проблеми. Површините ќе бидат ланските, но за разлика од лани, арпата навреме ќе биде посејана. Но проблемот е семенскиот материјал, кој што годинава го нема, велат производителите. Имаат проблем и со залиха од оризовата арпа од пред 2 години. Ние влегуваме во ново производство на ориз, меѓутоа ланското и поланското ни веќе стои на залиха во магазините, така да имаме проблем во тој дел. Како што гледаме позади нас, веќе сме во полнек со припрема на површините, бидејќи водостопанство излезе со предлог дека ќе почне порано оваа година со пуштање на водите, така да ние како оризопроизводители, односно земјоделци, сме должни да се ги спремаме на време површините. Условите одговараат моментално за оризопроизводителите за обработка, доколку се врнежливи не можеме да влеземе во површините. Сега има прашина, меѓутоа таа прашина е добра, бидејќи ние по сувото време може да извршиме квалитетна обработка. Нас влагата и водата ќе ни треба оној момент кога ќе ги засееме површините со ориз. Кај нас процесот на производство не го одлучуваме ние, го одлучува водостопанство со пуштање на води. Ние освен ориз во овие површини позади што ги гледате не можеме друго да засееме и не може да се засее, бидејќи тие се планирани исклучиво за ориз. 25 денара производната, а се откупува испод производната 20 до 22 се веќе зема. И сега ќе влеземе со загуба. Ние ко земјоделци бараме нафта посебно да има определено за земјоделието, зелена нафта што ја викаме, да биде повторно регистрирана преку бончиња, односно према пријавена површина, она зелена нафта да може колку имаме пријавено, за да се зголеми бар уште за 50% да може да влеземе во производство. Вештачите ѓубрива да бидат регистрирани, односно да може да се стимулираат на некој начин, како што имавме во ковид мерката, тогаш имаше по 200 денара од вреќа пријавени према површините, така да оваа мерка ја бараме подхитно од владата да биде донесена, бидејќи со покачувањето од 50% има висока цена. На почеток кога почна беа 650, сега се веќе 1100 денари до 1500. Во зависност од состојката во самата препарат. Моментално има на залиха веќе ѓубрива, ќе излезе со сезоната. Имаме проблем со препаратите, каде што нема ги на залиха моментално. Препаратите се наблюдуваме кој како знае, меѓутоа тие сега моментално не се потребни, ќе ни бидат потребни за неколку дена, кога ќе пуштат водата, тие се за против коровето, меѓутоа за жал од таму немаме во аптеките никаков препарат за користење на овие корови. Гледаме каква е ситуацијата и со нафтата и со вештачки ѓубриви кои се качија скоро 50%. Нашата цена е испод 40 да не биде откупната цена на оризовата арпа и таа е до негде незадоволителна, меѓутоа со таа цена би се поклопиле, бидејќи ако денеска се прави производната цена, таа би излегувала повише од 35 денара. Моментално што ги имаме цените и моментално што ги имаме условите за производство, каде што е зголемена вештачките ѓубриви, каде што зголемува нафтени деривати, така да препаратите, семенска роба оваа година немаме,
нема увезено, не очекувавме дека државата ќе помогне на овие што увезува лани и полани, меѓутоа за жал кажаа дека оваа година нема да имаме семенска материјал. Институтот не располага со семенски материјал, ќе влеземе со семенски материјал, што лани имавме ние семенски материјал земено, секој си имаше засејано, од тој семенски материјал си има зачувано сега и го истиот, тој ќе биде трета година, доходовање, добар е, квалитетен е, меѓутоа добро е да имаме за 27-та, тогаш ние ќе останеме точно без семе, доколку државата не излезе во сусрет да ни помогне да можеме да влеземе поново со семенски материјал во државата. Субвенциите пред известен период беа исплатени за оризопроизводителите, во целост скоро се исплатени, одреден износ е минимален, така речено оставен, меѓутоа таму има технички проблеми, меѓутоа задоволни се земјоделците моментално со земањето на овие субвенции, бидејќи дојдоа во прав момент кога и се потребни за нафта и за вечни ѓубрива. Она што го кажа министерот дека ќе биде пилот проект 2 години за 0,7, кој до вчера изнесуваа 0,5, ќе видиме како ќе биде, ќе бараме ние да тоа се тргне, да не биде, бидејќи ние не зависиме од површината 0,7, ние зависиме, кажав, од водостопанство, кои полиња ќе бидат пуштени со вода и таму ние ќе определуваме дека ќе биде ориз. По 18.000 по хектар, ние имавме предлог да биде 21 и меѓутоа министер остана на 18, бараме да биде на произведена оризова арпа, односно предадена, која ќе биде исплатена преку институциите, односно банките, така да тогаш ќе има и државата увид и ние ќе имаме поголем мотив за работа, бидејќи ќе се дава по произведен килограм оризова арпа. Но лани беше околу 8 денара по килограм, сега по качувањето на трошковите и 12 денара побаравме, меѓутоа реално би било со оваа цена сега што се откупуваат и дополнителните средства да изнесуваат дури 20 денара. Сега за сега не сме ги уште добиле, во преговори сме со Министерството за земјоделие на кој начин и како ќе биде, меѓутоа не знаеме колку ќе биде дополнителната мерка за по килограм. Прво каже министерот дека ќе биде по предадено откупен производ по килограм, потоа ги врза по 800 кила од декар, па така некако се искомбинира, меѓутоа не бевме задоволни во тој дел, бидејќи и ние баравме да биде по килограм произведена арпа. Оризовата арпа се преработува кај одредени преработувачи, тоа се фабрики кои они го откупуваат и ние верувате дека 100% го даваме кај нив. Производство тоа се работи за житните култури, каде што е добра таа мерка, бидејќи во тој случај ќе одат повторно кај правите земјоделци. Има голем дел од оризопроизводителите кои обработуваат површини на туѓо име, така речено, без договор, без ништо, тие си ги пријавуваат субвенциите, газите на површините, меѓутоа не ги работат нивни ги работат други лица и тие не може да ги користат субвенциите. Баш во тој момент и така ценевме и побаравме да тие субвенции што ги следува да дојдат кај правите оризопроизводители, односно да може да ги земат оние што произведуваат оризова арпа. Имавме откуп од 24-та реколта, меѓутоа влезе во 25-та, што направи мал проблем, бидејќи во 25-та имаше предадени од артиклите од 25-та, односно од производството, така да малку се измеша работите тука и остана на тие земјоделци што го планираат да го дадат за 24-та во стокови резерви и остана непредаден, бидејќи се јави вишок на производ. Ние рачунавме дека околу 3000 тона имаме на залиха, меѓутоа испадна многу повише и Министерството за земјоделие заедно со стоковите резерви најдоа начин да го тоа направат на 50% од површините, односно оно што го имаме пријавено. Да предадеме за стокови резерви, така да дел останавме непредадени. И не остана реколта од 24-та, 50% не остана во магазините. Имаше список за пријавување, односно повик јавен кој има од 24-та реколта да пријават. Меѓутоа пријавувањето беше изо 25-та тие почна да пријавуваат и така да малку се направи проблем. Оваа година не верувам дека ќе влезе државата во тој ризик, бидејќи и тој ориз што го зема од 24-та, односно 25-та за стоковите резерви и стои на залиха. Ќе имаме вишок на производ. Цената кажавме дека е ниска, како ќе биде 26-та, ќе видиме кога ќе заврши годината.
Само да не се случи набрзо да изтече водата од Калиманци и повторно да има проблем со сушата, која што некогаш започнува многу рано, дури и во касна пролет. Интерес за производство и на други пролетни култури има, што е добро. Дистрибуира вода кон сите водокорисници. Значи, од 18 до 4 мај се планира да се испорача вода кон сите напојни точки во нашиот хидросистем. Според нашиот план за наводнување има околу 3600 хектара под ориз и 600 хектара под други култури, значи вода имаме за сите површини, имајќи во предвид дека брана Калиманци има 115 милиона метри кубни вода. Хидросистемот активно работиме од 1 октомври до сега со 3 до 4 машини, поголем број на вработени, значи сметаме дека сме во целост подготвени да дистрибуираме вода во наводнителната сезона 2026 година. Во соседната подружница Свети Николе има околу 600 хектара под ориз и 1800 хектара пченка, луцерка и лозов насад. Исто така и колегите се подготвени и спремни за дистрибуција на вода за наводнување. Минатата година ова временски период имаше недостаток на вода, потоа наследуваше сушно лето, некако успеавме со таа количина да ја завршиме наводнителната сезона. Есенскиот период имаше обилни врнежи од дожд, така да ние буквално цело зимо се бореме со вода за одводнување. Уризарска река, Кочанска река, на Брегалница работивме, на Злетовска река работивме, ободниот канал, значи буквално цело време сме ангажирани со 2 до 3 градежни машини, се со цел да ги санираме проблемите од поплавите. Тука беа загрозени Облешево, Долни Подлог, Горни Подлог, Грдовци беше загрозено кон населено место и потоа преминавме кон спремање на системот за наводнување, имајќи во предвид дека по последните 2 месеца врнежи на дожд нема, што мислиме и очекуваме дека и оваа наводнителна сезона ќе биде тешка, ни очекуваат доста долго и суво топло лето. Утре се зафаќа Кочанска река, значи утре во овој што гледате зад нас има веќе вода за наводнување, значи зафатена река Брегалница кај Зрновци, денеска ќе се зафати Оризарска река, некаде до 27 април ни е во план да ги зафатиме сите проточни води. А од 27 април до 4 мај ќе активираме 10-тиот магистрален канал и ќе испорачаме вода за наводнување, а исто така оваа година работиме на расчистување на левиот магистрален канал. Левиот магистрален канал не е во функција од 1994 година. Значи сега моментално му вршиме археолошко истражување, го откриваме и таа акција се работи со 2 градежни машини. Сметаме дека до кај 10 мај дека ќе го оспособиме и потоа ќе почнеме кон оспособување на секундарната мрежа за воднување и се надеваме дека во 2026 конечно во Аргулици ќе однесеме вода, значи Видовиште, Теранци, Кучиново, Борилчево, Аргулица, се надеваме дека ќе успееме и ова голема, крупна и тешка задача, но мислиме дека ќе успееме. Секундарната мрежа на хидросистемот Брегалница е стар, веќе повеќе од 50 години. Бетонските канали и каналетки се не во лоша, туку во очајна состојба, но се припремени да се одиграт и да се ја завршат задача за кој што се наменети и мислам дека ќе изгореме успешно. Човечкиот фактор е неминовен, но веќе е скап, полесни решение се со механизација, значи имаме од минатата година до сега има способни од 3 градежни машини, сега добивме трактор со комплет приклучна механизација, значи се повеќе работиме машински отколку да работиме со работна рака, значи водарите се веќе минорни во најмал број, односно на главните успостави само испорачуваме и има луѓе. Имајќи во предвид дека водниот надоместок не е покачен од 2011 година, моментално значи водниот надоместок е символичен и за 890 денара за ориз, 650 денара за пченка. Со тие финансиски средства толку можеме и толку сме мокни да спремаме, да се подготвиме и да успешно ја завршиме наводнителната сезона. За дел од барањата на земјоделците за помош во реализација на активностите на поле веќе од владата реагира, конкретно за набавка и за намалување и стабилизација со вештачките и органските ѓубрива. Со цел да се спречи растот на цените и да се помогне на земјоделците и домашното земјоделско производство, денеска на 166-та владина седница, владата донесе одлука
каде што се ограничуваат маржата на цената на вештачките ѓубрива. Целта е да се обезбеди достапност на ѓубривата и да се заштитат земјоделците од растот на цените. Станува збор за две одлуки кои што ќе стапат на сила и истите ќе се применуваат до 31 мај оваа година. Првата одлука се однесува на сите правни и физички лица регистрирани за производство и трговија на големо и мало, кои произведуваат и продаваат неоргански ѓубрива, органски ѓубрива, органоминерални ѓубрива, биостимулатори, како и подобрувачи на својства на почва. Највисоката бруто профитна маржа на неорганските ѓубрива со оваа одлука кај сите трговски друштва и трговци поединци кои учествуваат во трговскиот ланец се утврдува со вкупен износ до 5% во трговија на големо и во вкупен износ до 5% во трговија на мало. Додека пак највисоката бруто профитна маржа за органските ѓубрива, органоминералните ѓубрива, биостимулатори, од оваа одлука во трговијата на големо ќе изнесува до 10%, во малопродажба и во 10% до големо продажба. Дополнително се воведува обврска за континуирано снабдување на пазарот со вештачки ѓубрива. Трговците на мало се должни месечно да обезбедуваат и продаваат најмногу 70% од просечната количина која што ги набавиле во 2026 година, додека трговците на големо се обврзуваат да ги снабдуваат трговците на мало со најмалку 70% од просечно продадените количини. Целта на оваа одлука е да се спречи евентуалните недостатоци на пазарот и да се обезбеди редовна достапност на ѓубривата и да се заштитат земјоделците од неправилниот раст на цените. Со втората одлука која што денеска е донесена, се ограничува растот на цените на ѓубривата на домашниот пазар, односно се коригира продажната цена за 10% намалување на заликите кои што ги имаат продавачите набавено по стари набавни цени. Со овие две одлуки се прави стабилизација на цените на ѓубривата, односно нивна корекција намалување. Почитувани земјоделци, овие одлуки се донесени врз претходна консултација и разговор со регистрираните увозници на вештачки ѓубрива, но и по основ на претходно направена анализа од страна Државниот пазарен инспекторат, каде што беше констатирано дека има раст на цените. Зголемувањето на цените на ѓубривата значи поскапо производство и притисок врз македонските земјоделци. Затоа целта на овие одлуки е да се стабилизира пазарот, да се намалат трошоците, како и да се заштити домашното земјоделско производство. Владата ќе продолжи во наредниот период да следи состојбата на пазарот и доколку е потребно, во иднина ќе се преземат и дополнителни мерки во интерес на граѓаните, на македонското земјоделство и на нашата економија. Она што го имаме како анализа, односно податок од контролата која што е направена од пазарниот инспекторат на терен, ка сите оние кои што се регистрирани за увоз и продажба на големо и мало на вештачки ѓубрива, зависно од компанијата варираат маржите кои што се употребени и на големо и на мало, меѓутоа може да зависи од компанијата да се движи од 15-16% до некои 40, 50 и 60%. Во делот на оние специјални ѓубрива, органски ѓубрива и така натака, некаде имаме раст на маржата, односно употребена маржа и до 70%, што е на вистина недозволиво. Практично со овие две одлуки и во согласно со самите компании кои што се одржа состанокот во Министерството, се донесе еден заедничка одлука да се ограничат маржите на малопродажба и големопродажба на основните ѓубрива за 5%, односно на овие специјалните до 10% во делот на продажбата. Важи со денот на носењето на оваа одлука, а ќе важи до 31 мај оваа година. Во однос на програмата за субвенционирање, може да се каже дека е многу подобрено тоа што беше претходно. Еден податок е дека она двојно пријавување на субвенциите кој што беше воведено од претходната власт, а правеше дополнителни проблеми во делот на сите оние кои што сакаат да користат и заслужуваат македонски, односно субвенции од државниот буџет. Денес имаме програма каде што имаме единствено пријавување, намалување бирократски процедури, губење време, непотребно испуштање на роковите и многу земјоделци кои што можеби нема да ги добијат. Такви случаи имавме во тековната 22-23 година, каде што преку 7000 земјоделци со тоа дополнително пријавување не успеваа да дојдат до македонските субвенции. Оваа програма предвидува поддршка на секој кој што учествува во процесот на производство, независно дали е мал, среден или голем производител на храна. Битна е главната интенција за секој кој што учествува во процесот да произведе храна за домашните потреби и за извоз, да добие поддршката согласно програмата за 2026 година. Во однос на
Поднесената интерпелација, мислам дека го коментирав тоа прашање кое што е безпредметна. Со нетрпение го чекам денот кога ќе се одржи владината седница, односно седницата на собрание, каде што ќе ги соочиме аргументите се наша страна. Мислам дека имаме доста направено во овие 2 години реформи во делот на македонското земјоделство, меѓутоа еве ќе слушнете и во јавноста која ќе биде самата расправа на интерпелацијата во однос на реконструкцијата на владата. Премиерот го има полното право да го состави идниот владин кабинет. Одлуката е негова конечна, секоја се почитува, така ќе се почитува и во наредниот период. Поединечно земјоделецот може да добие максимум до 100.000 денари за така наречената зелена нафта. Тоа не е доволно за поголемите производители, но и за останатите, кои што бараат зголемување на количините, зависно од површината, да добијат за 50% дополнително нафта од тоа што досега го добивале. Апелираат и за заштитните средства да не се користи овој психолошки момент на раст на цените или нивно немање во аптеките, туку да се зајакнат контролите на Државниот земјоделски инспекторат. Дали во националната програма за рурален развој за 26-та има нови мерки или некакви измени? Кои стапки се присутни во националната програма? Во програмата за рурален развој најголем дел од мерките се останати од ланската година, меѓу кои помошта за млади земјоделци останува, помошта за фармерки останува, економското здружување на задругите, класичната мерка за задругарството остануваат и други мерки со тоа што се менуваат инвестициите за набавка на трактори и механизација. Во договор со Министерството направивме измена на законот каде ќе можеме ние како институција да направиме еден нов модел на субвенционирање со јавен повик, со доделување на ваучери или набавка на механизација. Се уште не е доразработен овој модел, да видиме на кој начин ќе идеме, меѓутоа ќе се менува начинот на подршка. Подршка ќе има и за набавка на механизација, и за набавка на трактори, меѓутоа не на овој начин како сега. Во постапка е договарање и преговарање, чекаме измената на законот за агенција, за да можеме да утврдиме ни нови начини каде што ќе се тргне сомнежот и злоупотребата од целиот овој процес и реално земјоделците ќе можат да ја добијат механизацијата или да купат механизација по некои реални цени, без да им бидат вкалкулирани средствата во таа вкупната цена која што ќе ги одобри, исплати или ќе ја набави механизацијата самата агенција. Во програмата за жени имаме одобрени средства, вклучени сме во повеќе активности за поддршка на оваа категорија на луѓе. Таму ќе треба да објавиме јавни огласи. Во 2025 имаше неколку огласи и за задругарството, за здружувањето, но исто така и за модернизација. Дали ќе се задржат, ќе се искористат тие информации во ранг листите и што ќе се направи за 26-та година? Размислуваме на кој начин да го целиот процес затвориме, дали со реобјава, дали со на исти принцип како тракториве и механизацијата, меѓутоа финансиски средства таму има обезбедено. Пристигнати се околу 2200 апликации по двете мерки и за земјоделска механизација и за трактори, со тоа што таму од доставените апликации, фискалните импликации се огромни, што во моментот агенцијата нема доволно финансиски средства да ги покрие тие барања кои што се доставени од страна на апликантите. Меѓутоа, тука имаме еден друг проблем кој што се уште се анализира и бараме во наредните постапки во зависност од тоа како ќе одлучиме да го поддржиме овој процес, да ја намалиме злоупотребата. Ни се јавува ситуација каде што имаме од едно семејство, практично мајка, татко, син, сопруга, сите имаат отворено ИДР броеви, сите имаат аплицирано, сите исполнуваат услови, а средствата се лимитирани. Треба се направи една реална распределба кај секое земјоделско стопанство да се добие одредена механизација или трактор, а не да се концентрираат средствата на едно семејство или во една фамилија, а другиве да бидат исклучени. Исто така, добар беше предлогот на сточариве, кој што во самата дискусија го стаја. Во сите тие апликации се исклучени сточариве, не можат да аплицираат, не мора да има површина. За самиот процес на одгледување на стокава им треба. Да тие бидат вклучени во процесот на апликации.
Сите тие моменти се анализирани, ги апсолвираме, пред крај сме со анализите, чекаме измената на законот и ќе дадеме повеќе детали во делот на продолжување на сите овие постапки понатаму за доставените апликации и за начинот на поддршка во делот на модернизацијата на земјоделските стопанства. Дали се вклучени производителите кои што продаваат производи од куќен прак? Вклучени се со тоа што најголемиот дел сега во мерката која што ни е за млади земјоделци, управо аплицираат за продажба од куќен прак и бараме документи за регистрација кои што некои може да ги извадат, некои не може да ги извадат, меѓутоа вклучени се и овие сите земјоделски стопанства како корисници на сите мерки. Затоа што имаше реакции во Кочанскиот регион дека им се барало дополнително, а не пишувало на почеток во огласот барање дека се регистрирани за продажба од куќен прак, а тие не произведуваат конкретно за млечни производи. Имаше едно недоразбирање и уште стои тоа недоразбирање, иако се обративме до Агенцијата за храна и ветеринарство, во самиот оглас пишува да машините кои што ги купуваат за преработка, машината за мозење ја дефинирале како машина за преработка на одредени млечни производи. Истото е и со малите млинови за преработка на сточна храна. И таму во самиот оглас е стаено да при поднесување на барање за исплата да донесе решение дека машината му е евидентирана во регистарот на Агенција за храна и ветеринарство. И тоа создаде огромен проблем затоа што тие машини практично не подлежат на регистрација. За правните субјекти да, подлежат на регистрација, меѓутоа за физичките лица кои што имаат аплицирана, а нас 90% од апликациите ни се за физички лица, не ни се за правни лица, нема начин како да ги регистрираат самата таа опрема која што имат купено, а од друга страна не доведуваат нас како агенција затоа што таа механизација, тие кои што ја набавуваат, тие дефинирана како механизација, не како опрема за производство, од една страна ја третираат како опрема за производство, од друга страна како механизација, носи некој 10 или 20 бода каде што го рангира пред некој друг да добие предност. И мора како агенција од една страна да се заштитиме, меѓутоа од друга страна не можеме да исплатиме нешто што не исполнува критериуми овој дел. Меѓутоа најголемиот дел се надмина овие проблеми, се исконтактирани сите луѓе. Тие кои што можеа да се регистрираат, тие кои што ја имат набавено ќе бидат одбиени само за таа сума од некој 10.000, 15.000 денари, нема да ја загубат целата инвестиција. Дали во националната програма ќе остане мерката за набавка на приплодни грла во сточарството и со системите за наводнување? За приплодни грла останува, за системите за наводнување ја имаме како мерка, меѓутоа колку финансиски средства ќе бидат одвоени, не можам да кажам. Во рамките на буџетот кој што го имаме со префрлање на средства ставка у ставка, ќе гледаме да ги подпомогнеме системите за наводнување. Ова е агенција која што е работена според европските критериуми, за жал знаеме што се случи, но сепак ИПАРТ останува отворен. Дали се планира годинава да има нов оглас, докаде ревизорската постапка, сигурно имавте и од Брисел, и од нашите институции, што е во моментов актуелно и каква е состојбата со оние кои што веќе аплицирали и влегле во инвестиции? Луѓето кои што имаат склучено договори, веќе најголемиот дел од нив и доспеваат во прв, втор, трети, четврт квартал на 26 година. Иако се уште и имаме забраната за исплата од Министерство за финансии и интерапшенот што ни е даден од Брисел, сепак направивме анализи во рамките на буџетот со кој што располагаме како агенција кој што ги имаме, ќе доставиме една информација до влада, да не се доведеме во ситуација да се отпочнат судски постапки, исплата на камати, исплата со извршители, да видиме во кој процес, практично во која постапка или на кој начин ние ќе можеме да добиеме одредена согласност да исплатиме средства према луѓето каде што инвестицијата им е завршени се контролите, поминати се сите рокови за исплата, да тие субјекти ги вклучиме во процесот на исплата, затоа што од друга страна не е ни коректно према комитентите да плаќаат камати за нешто што веќе него му се поминати сите рокови кои што требало да ги добие парите од државата. Во другите процеси, во делот на проверка, обработка на барања, агенцијата продолжи со процесите, согласно насоките од Министерство за финансии, националното тело за ИПАРТ. Ние
практично ги продолжуваме сите постапки до момент на склучување на договори, бидејќи согласно забраните кои што ги имаме, можеме да работиме до моментот на создавање на фискални импликации. Сите предмети се обработени, се чека динамиката практично на креање на забраните и од Министерство за финансии и од Брисел, за да продолжиме со сите постапки. Кога ќе биде тоа, не можам да кажам, меѓутоа можам само да појаснам дека, иако имаше ревизорски посети и од страна на ревизорското тело за ИПАР, од страна на националниот офицер од Министерство за финансии, имаше внатрешна ревизија која што ние иницииравме да ги спровериме сите предмети внатре, кои што биле потпишани од претходниот директор и постапки кои што се водени и инициирани постапки од страна на обвинителството. Ние во рамките на сите наоди како агенција во овој 4-месечен период постапивме. Сите наоди се практично кои што ни се дадени се отстранети за овој период, постапено е по сите наоди. Јас се надевам дека институциите ќе го ценат нашиот труд кој што го влагаме како агенција и дека со воведувањето на новите процедури кои што ние ги воведовме, со новите интерни упатства, правила на движење на документи и сите постапки како новина и со акцискиот план кој што го имаме доставено до Брисел за да ги испорачаме сите работи кои што се барале повеќе години, 5-6 години уназад да се испорачат, не се испорачани, сега дадовме динамика, можеби со премногу објективни рокови од една година дека ќе ги испорачаме, меѓутоа роковите се реални затоа што најголемиот дел од барањата кои што ги има Брисел се реални потреби на агенцијата, обезбедување на просторни услови, вработување на нови лица, унапредување на одредени лица кои што со години работат на ИПАРТ и немаат лична мотивација за да работат понатака. Ние како агенција во рамките на нашите можности ќе ги исполниме сите критериуми, постапивме по ревизорските наоди и се надевам дека ќе биде ова оценето позитивно од Брисел и ќе можеме да излеземе набрзо со некоја нова информација за состојбата во ИПАРД во моментот. Дали контакт центарот проработи, како може да дојдат до вас за некои вакви нејасноти што се јавуваат самите производители и апликанти и по програмата за субвенционирање за директни плаќања и националната? Вака, значи контакт центарот имал некој поинаков концепт за работа, сега воведуваме нов концепт за работа. Ја отворивме агенцијата и отпочнавме со кампањата Прашај агенцијата, ќе се спуштиме ние како агенција на терен доле. Меѓутоа и покрај тоа што ќе ги правиме средбите на терен, ја отворивме агенцијата да секоја странка биде префатена од страна на контакт лице од самиот центар и да побара секој еден кој што го има работено предметот, се симне доле, му отворат у систем, му го објаснат проблемот на странката и да дојдат со предлог решение на кој начин можеме да го решиме или му кажеме на земјоделецот дека ова не се решава, негова вина или ни треба некој друг документ од друга институција. Заедничка цел е да имаме што поголемо производство на храна, гледаме што се случува во светот, кога имаме домашно производство, сигурно и државата и граѓаните ќе се чувствуваат посигурни. Во периодот од 27 до 28 март минатиот месец во Битола Факултетот за ветеринарна медицина од Скопје во соработка со клиниката за преживари и свињи при Факултетот за ветеринарна медицина во Лајпциг ја организираа работилницата со наслов Управување со здравјето на чапунките и нивно влијание врз репродукција на млечните крави со меѓународно учество. Wie in jedem Jahr in den letzten 10 Jahren organisieren wir wieder eine Овие конференции ги организираме последниве 10 години во различни земји. Почнавме во Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и сега за прв пат во Македонија, во Битола, во овој преубав крај. Работата и соработката со колегите од други земји се многу важни. Како резултат на таа меѓународна соработка е колешката, која сега ни помага во преводот, а пред 7 години во Хрватска учествуваше на ваквата работилница. Сега е кај нас во клиниката во Лајпциг. Студентите по ветеринарна медицина се интересираат за работата во фармите, но треба да им се даде можност да учествуваат на вакви манифестации за да дојдат до контакти со колегите од другите земји, но и да научат уште многу од оваа значајна област.
Покрај нив, целна група на овие работилници се и фармерите, ветеринарните доктори и одржувачите на чупунките. Проблемите со чапунките се различни, зависно од тоа во каков систем се одгледуваат кравите, зависно од нивниот број, дали има често инфективни болести, дали фармите се поголеми или помали. Во секој случај, најважни се профилаксата, превентивата и да се направи правилна корекција во вистинско време. Профилаксата не се однесува само на одржувачите на чапунките, туку почнува од генетиката, од начинот на чување на животните, од нивната исхрана. Сето тоа има голема улога и никогаш не е исто, туку мора да биде приспособено кон животните, кон системот на држење и кон проблемите што евентуално постојат. Во Германија само слободно се чуваат кравите, не се врзани и тие слободно се движат. Кравите се чуваат и надвор на ливада каде што немаат никаков проблем, а во шталите подот го приспособуваме на нивните потреби. Кравите се навикнати да одат на помеки површини, додека во шталите се потврди, кај кои не сме да има оштетување и пукнатини, да биде рамен. Потоа, важна е хигиената, одржувањето на чистотата, да нема многу влага која што има големо влијание врз инфективните болести и врз здравјето на чапунките. Ако нешто не е во ред, најпрвен фармерот го приметува кривењето на кравата, но постојат и други начини, како што е препознавање со педометар, детектор на ушни маркици, а и со камери. Тоа се важни и квалитетни алатки кои може да ги користиме, но тие се само почеток на приказната, зашто откако ќе ги препознаеме животните кои имаат проблем, некој мора да ги обработи чапунките. Затоа треба да има адекватна опрема, боксови за обработка и технички помагала. Ние во Универзитетот за ветеринарна медицина во Лајпциг работиме и научни истражувања каде што се вклучени нашите студенти, но има и одстранство. Во Германија цената за одржување на чапунките е различна, зависно од регионот. Кај нас околу Лајпциг цената е 8 евра по крава, а во северозападниот регион цената е близу 15 евра за животно. Може добро да се заработи, но тоа е тешка работа. Зависно колку животни се третираат, толкава и заработката. Работилницата се реализира во два сегменти – теоретски и практичен дел со работа во помали групи. На Пелистер и во земјоделскиот комбинат Пелагонија во село Новаци. Освен теорија, учесниците, студентите, фармерите и докторите имаа можност и практично да ги третираат животните. Во Србија се вложува и во обезбедување на боксови, чија што цена се движи во просек од 8 до 10.000 евра, но има боксови и со цени од 50.000 евра. Овакав вид интерактивних предавања. Во Србија пред 2 години во април се организираше слична работилница која имаше позитивен ефект за српските фармери и студенти и општо за ветеринарното здравство. На терен апликативно се објаснува темата правилна обработка на чапунките, но и практично секој може да ја усоврши оваа вештина која представува еден вид занат. Потребна е посебна опрема и секако бокс за да може кравата да се фиксира. Идеално е секоја фарма да има свој бокс поради повеќе причини. Тоа е инвестиција која е голем бенефит за фармерот за целокупното здравје на животните. Здравите нозе на кравите овозможуваат поголема продуктивност и правилна репродукција. Боксот треба да остане на фармата, да не се пренесува, бидејќи на тој начин се штитат животните од инфекции. За жал има болести кои што не биле својствени за овие подрачја и одамна биле искоренети. Почнувајќи од чумата и сипаниците кај преживните животни, вирусни заболувања често присутни кај краварските фарми и други потенцијални опасности. Зависно од вештината на човекот што професионално ги одржува чапунките, дневно може да се обработат 20 до 30 крави. Правило е 2 пати годишно да се направи колективен преглед и превентивно да се изврши корекција ако е потребно, односно да се направи целосен сервис. Боксовите имаат различна цена која се движи над 50.000 евра, а некоја просечна цена кај нас во Србија е 8 до 10.000 евра. Тоа се професионални боксови каде што животното лесно се фиксира. На тој начин се чува нивната благосостојба, а и човекот се заштитува да не дојде до евентуални негови повреди. Многу е важна обуката, а со неа може и фармерите да научат сами да ги истретираат чапунките. Тоа е стресна состојба за животните и мора точно да се избере терминот. Зависно од присуството на проблемот, најдобро е обработката на чапунките да се врши пред пресушување или рано пресушување со цел да нема пат во производството и да нема евентуално оштетување на мајката и телето. Состојбите со цените на млекото во Србија и во Германија се слични како кај нас. Еве што ни кажа нашите соговорници.
Во Германија, во сојузната држава Сакс, има околу 170.000 млечни крави, чиј просек е 11.000 литри во лактација, но има и фарми и со 13-14.000 литри. Цената зависи од квалитетот и се движи околу 38 евроценти. Лани беше 50, а годинава започна со приближно 40 евроценти за литар и не знаеме што ќе се случува. Trenutna situacija što se tiče proizvodnje mleka je vrlo delikatna. Во Србија состојбите со млекопроизводството е деликатна поради појавата на вишок на млекото, со што падна неговата цена, која се движи од 40 до 50 евроценти во зависност од количините. Фармерите кои имаат над 20 крави и продаваат над 500 литри дневно, цената е 50 евроценти за литар. Дополнително добиваат премија од 15 евроценти за литар, која што квартално се исплаќа. Државата, освен со оваа помош за да им излезе во пресрет на фармерите, одлучи да го откупи вишокот, кој што се преработува во млеково прав. Суровото млеко го откупуваа млекарниците, кој во една од нив се преработуваше во млеково прав. Тоа се користи само во кондиторската индустрија. Имаше реакција и од млекарниците кои направија поголемо производство на млечни производи, сирење, кашкавали. Покрај студенти, доктори, професори, учество има и фармери. Не само од Македонија, туку и од другите земји. Да слушнеме какви се информациите и случувањата во германското млечно производство. Заедно со сопругот водиме фарма со 120 млечни крави плюс подмладок. Покрај тоа обработуваме 200 хектари површина на која произведуваме добиточна храна. Дополнително имаме погон за добивање биогаз за електрична енергија. Работевме долго во одгледувачката организација, а потоа почнавме со своја фарма. Нашиот акцент е одгледување расни говеда со врвна генетика од Холштај фризиската раса, имајќи ги во предвид нашите искуства во работата со одгледувачката организација. Правиме селекција каде се обрнува внимание на екстериерот и на производствените резултати. Расните грла што ги продаваме се првотелки, а нивната цена изнесува 2500 евра. Во нашата фарма млекопродукцијата се движи на 14.000 литри млеко по крава. За жал, состојбите со цената не се добри. Сега е намалена на 35 евроценти за литар. На фармата веќе 14 години имаме 2 робота за молзење, со што многу ни се олеснува работата. Заштедуваме време, работна рака, а и е многу позитивно за животните. Со нивното постојано движење се намалува и проблемот за чопунките. На повеќе места имаме водни прегради за дезинфекција, а секогаш правиме прегледи и корекција на чапунките. Речи си сега, немаме никакви проблеми со инфекции. Субвенциите што ги добиваме се помали и се однесуваат само за површината, не за кравите или за млекото. Во мај аплициравме, а во декември ќе знаеме колку таа ќе изнесува. До сега беше 250 евра по хектар. Има кој да не наследи, но не знаеме дали тоа ќе бидат нашите синови. И покрај тоа што едниот студира за агроном, а другиот за ветеринарна медицина. Не знам дали ќе продолжат со нашата фарма или ќе започнат нешто свое. Ваквите практични и едукативни конференции и работилници се одлична можност да се научи многу. И со ваквиот интерактивен пристап добиваат и студентите, и фармерите, како и ветеринарните доктори. Пристап кој што треба да се преслика и кај сличните собири и манифестации. Многу често сакаме нашата држава Македонија да ја споредиме со Швајцарија, а мислам дека делот во Малешевијата навистина наликува на Швајцарија. Има и крави кои што можеме да ги видиме на пасиштата, но послаб е сега бројот на говедата, за разлика од овчарството, кој што се уште се држи таа бројка, но и се намалува. Се помалку има семејства кои што одгледуваат овци, за жал, а сакаме сите да вкусиме квалитетно овчо бело сирење, тоа го има овде во Малешевијата и луѓето се обидуваат да живеат, особено не радува што младите се задржуваат. Конкретно ќе стане пример за една овчарска фарма, мачевски деца од село Робово, кои што неколку пати сме ги снимале и не радува дека тие остануваат на своето, традицијата да ја продолжат. Гледате колку се кротки,
убави овците, а овој пейзаж треба да биде насекаде присутен, особено овде во Малешевијата и во пијаничкиот дел, а зошто да не и низ целата Македонија. Годинава имаше многу натегања околу цената на јагнешкото месо, на крај заврши, да речеме, добро за одгледувачите, стигна цената и до 290 денари за килограм жива мера, и треба да се работи на зголемување, бидејќи и самите производители имаат трошоци. Субвенциите доцнеа, но сепак еве стигна голем дел од одгледувачите, да речем се сега зајакнети за да можат и оние кои што имаат земја да ја обработуваат и да обезбедат храна за овците. А овде во Малешевијата веќе 2 години нема никаков оглас за доделување на државно земјоделско земјиште. Да го видиме овој убав прилог. Јас сум Александар Мачевски од село Робово Берово. Занимавам се од 2006 година, а веќе години со овци и крави. Се занимавам 8 години веќе имаме фирма Мачевските деца. Одгледуваме овци, имахме и крави пред 2 месеци и продадохме кравите. Па не можехме да издржим без крави, па купихме и други пашитни крави. Чуваме крава теле. Природата ни дава убави ни трева, има и мора да искористим. Овците и пасеме туа си во селото, село Робово и Смојмирово, туа пасем. Намали се сточниот фонд во селото, нашето село има 700 овци и туа си пасеме овците, кравите и караме на границата Ченгино Кале горе, близко до Бугарија. Там има па добро пашник. Па одиме туа за 5 сата, 6 пешки. За месо. Кравател. Не, млеко не. Па многу ефтино млекото го откупуваат млекарите и... Колку е сега? Па 28 динара млекото е. Нема, нови... Нема, никој од нов не е почнал. Цената на јагнето е ова година добро. Јас ги дадох на 1 февруари 270 денара. Веќе трети месец ка сам продал јагнињата. Сега е 285-290 помина за Велиден. Добре, цената е добро, субвенциите ни пушија малку на време таа година, добри се. За кравите немаме добиено още субвенција, ама надаме се дека ќе биде. Премијата за млеко си ја добихме, субвенциите за овците добихме, само немаме субвенциите за крави. И органско, и за органско. Органско са ни телињата, кравите, на нив не, само се на пашата, друго нема ништо. Овчето млеко го даваме дел на приватни луѓе, по 120 денара, дел сирим и дел даваме на млекарата во Берово. 75 динара млекарата. 74-75 беше, плюс субвенциите. Сирењето лани го давахме 600, ова година планираме 650 да го накачаме до малку 650 да го даваме. Добро е. Малешевското сирење е најдобро. Просек имаме веќе трети месец, камазем по кило и 400 грама од една овца просек имам денеска, значи 2 пати заран, 2 пати вечер ги моземе и кило 400, кило 350, кило 400 имам просек. Расата ми мешавина. Има хиус, аваси, асаф, цигај. Благодарни сме од овците, има многу добра паша, може да видите тоа се зелено. Фабрика на отворена, ама никој не му се работи. Даваме зоп и тоа е добро. Имате ли јагниње оставено за шилеџиње? Имаме јагниње, имаме... Женски? Таа година ставихме многу, па што испадна цената, после 290 ги продадохме, имаме 30 броја, имаме оставени сега. Сека година го фатаме услово, што мора да го фанеме услово за да добиеме субвенции. Курбан барјан ќе даваме овци, имаме за давање, нешто ќе продадем, нешто ќе купим други овци. Овни може да ни донесат, тоа ни треба. Нема субвенции, нема за машко, за овен, за бик, не ги фата во субвенции. 2 шарпланинци имам се со педигре, ама треба 4 мисла да беа и не сам ги пријавал за субвенции. Не сме зимали од државата, ништо не сме искористили. Не сме зимали и партоти. Мрла не е... Не, ништо. Само од овчарата за платата добихме таа година за прв пат и тоа друго не сме добивали. Здрави сме още млади во рацете и мазем не е страшно. Затоа не ни треба селото и под
на селото на крај искаруваме, не ни треба машини за тоа. Како да ви се помогне? Треба ли уште нешто државата да направи? Како да се вратат младите? Ваша идеја некоја може ли да ни кажете? Државата тешко да се врнат младите, што ако се чували, немало да идат ни во странство. Државата треба малку повеќе да обрне внимание. Барем тие што сме останали, да останеме за да чуваме. Треба да обрне внимание на сточарето, треба земја, го веќе 2 години закупот земја не се пушчали, ни има дека да земем. Има тоа се државно местото. Искаме да работим, ама нема, кога не е пушчила државата. Она треба да ни даде прво да дојде државата, кој прави сточаре, да рече колку искате, не мораше, не условува 5 хектара, 10 хектара, колку могат да работат, за толку да земат субвенции. Мора оглас да има. Државата го пуши на оглас, па ние аплицираме, и ако не го додели, ама не треба земја, на време субвенции. 30% што лани беше 50-30%, тоа не треба да го дава државата, што секој си зависи, секој може, некој не може да даде на приватни јагнињата, а сега сме условени да даваме на кланица, мора да дадеме на кланица. Тоа не треба да, тоа закон треба да се смени. Природата е многу добра, паша имаме и пашата ќе остане, не може само тие нашите овци да опасат. За време на пожарот имахме малку недостаток на паша, ама стекна времето се обнови се, па и марно е добро. Тоа е само што се позагадува, са не тоа беше по-друго, тука борјето беа по-добри, са позагадено, ама па има паша, доволно има паша. Работат ли цело семејство, како сте? Да, работим, јас и невестата ми заедно сме и тројца имаме работници, работим. Се сме обврзани со стока. Оврската ни да станем са варе, да измазем, да подсирим сирење да направим. Овчарето да пушчат да пасат. 250 овци сам, на 2 дела сам ги разделил. Туа има околу 180 са молзни, а другите па друг овчар ми пасе. Добра стока, здрава стока и дава и млеко повечко и јагне. Бруцелоза нема? Бруцелоза нема, до сега немало бруцелоза и надаме се дека нема да има. Богатството за производство на храна допрва ќе ја зголемува својата вредност, а тоа е тука, пред нас. Само да го препознаеме и да ги потикнеме и другите млади да останат во селата и да го чуваат она што македонското поднемје ни го дарило. Па мачевски деца што Мачевски Александар, мачевски деца и така си остана фармата и веќе 8 години држим и ќе продолжим и се надам дека и моите деца ќе продолжат. Имам 4 деца, 2 машки, 2 женски. Надам се дека ќе продолжат со тоа и да остане и да се продолжат и други млади да чуваат, ама многу тешко, не се нафата никој. Мачевските деца од Робово ја продолжуваат традицијата, но можноста овој зелен тепих на богатство или фабрика на отворено многу повеќе да се искористи. Таа можност постои. Ја имало и во минатото. Да учиме од нашите предци и да ги понудиме сите природни производи, чисто асортиман е навистина богат, особено од овој крај, од Малешевијата. За сите тие производи желни сме да ги има на нашата трпеза, не само овде, туку и во странство. Вегетацијата се буди, дождот кој што го имавме изминатиот период и не беше толку страшен, а е благопријатен и за подготовката за пролетната сејдба, особено и за есенските култури, а и за пашата која што е потребна во овчарството. Овде во Малешевијата прекрасно изгледа сиот пейсаж, наликува, како што рековме, на Швајцарија, но треба многу повеќе да се направи и во делот на инфраструктурата и заживување на руралните средини и задржување на младите. Се надеваме дека оние програми и од националната програма ќе бидат токму насочени во тој дел, да се најде вистинскиот модел, не само да се задржат, туку и да се привлечат и останатите млади да се произведува квалитетна храна. Тоа беше се за денешнава емисија. Останете со здравје, една убава честитка поздрав од Малешевијата. Довидување.